before. Today, Serbia, Macedonia. Back. This hora, 10 hora, to Serbia. Train, police, go Macedonia. Вака младиот униженец ни го опишува неговиот обид од македонското село Лојане да влезе во соседна Србија на пат кон европските земји како Италија, Франција и Австрија во потрага по подобра иднина. Лојане се наоѓа на неколку стотина метри од српската граница и има околу 3000 жители кои се од албанска националност. Во последниве месеци селото представува транзит зона за стотици имигранти кои преку Турција и Грција завршиле во селото. Преку оваа козја патека, имигрантите како нашиот соговорник од Тунис илегално се обидуваат да стигнат до крајната дестинација. Разговорот со нив не ни одеше лесно, дел од нив се плашеа да зборуваат пред камера за да не бидат депортирани, а дел пак зборуваат само на мајчин јазик. Па со мештаните се разбираат со гестикулација. Why? Police problem, Serbia. Me, I want to go to Serbia. After Serbia, I want to go to another country. No, it's a border. By street. Now, 20 days. 300 euro Greek to Lena. 300 euro to Macedonia and eating and sleep and all 300 euro maximum. This person, another person maybe 1,000, 2,000, 3,000 euro. Со денови, а некои со месеци, чекаат шанса да им се оствари нивната цел. Лето во нивен дом беше оваа лединка, која мештаните на шега ја нарекуваат џунгла. До пред 2 месеца нивниот број изнесувал 500, а сега се само неколку десетини. Зимово се засолнуваат во напуштени куќи или во домови на иселениците. За жителите и имигрантите не се голем проблем, но се плашат дека може да донесат некоја заразна болест или да предизвикаат инциденти. Некои од нив пред камера не сакаат да говорат, но заднеа вела дека дел од нивните сограѓани заработуваат на нивната мака и дека имигрантите доаѓаат во селото со организиран превоз. Neki živi neki spava po ulicu, neki spava po polje, neki pitaj Boga. Da ne da Bog zlo, što oni to patiju. Razumeš? Policija kad dođe treba da mu nađe mesto. Kude da živi oni, kude da jede, da piju. A oni na spisak, oni uzimaju toliko aziljanci imamo. A u stvari ne interesuje da mu da nešto pomoć. Jel tako je? I oni su ljudi, oni treba da žive. Oni sirotino od buko begaju. Kao mi što smo begali pre od zrata. Jel tako je bija? I oni tako je. These people, Morocco, Afghanistan, here no problem for because no good fight. You understand? No good fight. No chapter up. Alles good. Just go me internet, come in, speak money all. No Нашиот водач ни селото, младиот Енис, не сакаше да говори пред камерата, но ни објасни каков соживот имаат со имигрантите. And this from Arabic countries, and this come in Lana. For what work, I don't know. This Afghanistan in Albanos, Arabic people, no problem. Police, I don't know. Come in, catch person, commando, free, back, I don't know. Police come in Lana action, catch the people, 3 people, 4 people maximum catch. After people transfer commando, after back people. For what police, I don't know. Председателот на мисната заедница Селим Мехмети вели дека зачестената контрола од македонската и од српската погранична полиција и студеното време се причината за намалување на нивниот број. За сад е нормално, што нема многу, околу 10 или 20 луѓе, пошто сме имали у лето превише, сад е зима, отишли за Грчко или за Скопје, не знам где. Да наđemo тој главни што се организирано, после добро, пошто Лојане има проблеми со ови, се плашију деца, жени и тако. Само апелуjem код овој у грчку границу, пошто има 200 км од Грчко до Лојане, они долази со такси или со воз, значи треба да организираме, да наđemo
овој криминали што донесеju, што му узмеju пари. Жителите стравуваат дека пролетва ќе им донесе нов бран на имигранти. Оние што веќе се тука не се откажуваат. Велат дека ќе се обидуваат да ја преминат границата, онолку пати колку што е потребно, за да стигнат до посакуваната земја.